Брицо не финансираше и немавме никакви проблеми, али до после сгасна и за другата, сгасна и ракометот. Каков бил интересот на останатите сограѓани во тоа време да бидат дел од овој спортски клуб? Дали имало премногу интерес? Па нормално, ко и сега што е заинтересирано, гледам за ракометот во цела Македонија, и тогаш имаше доста млади деца што тренира. Еве спомна дека интересот во тоа време бил доста голем. Сите наши сограѓани сакале да бидат дел од овој ракометен клуб во тоа време, но меѓутоа дали имало и такви играчи кои што во текот на развивањето на ракометот во Пробишти во тие години имало играчи од страна? Па да, таа 88-89 година донеса четворица играчи од Скопје и се спремавме да влеземе во таа македонска лига. Не можам на памет да имаме, еве ќе се потсетам, тука имам едно листче. Тоа беа, еве ќе ви кажам целата екипа на лево крило Паун Благоевич, Мирчевски Лери, тоа е заселување од Скопје, Костовски Маро исто лев бек, исто заселување, Димитарски Киро, знаеме капитен, Митев Драго исто тој е десен бек и Зоки, нашиот тај левак, игра на тоа место. Наковски Ацо играше десно крило и резервно беше Јончи. Тука јас бев пикер и Трајковски Бошко тој од Скопје голманот и Алексовски Савчо беше замена. И таа година имавме многу бурни надпревари на страна. Тоа фамезно секогаш губевме со еден разлик. Еве имам еден записник тука во гости со овие Партизан Ѓевѓелија 21-19. Цело време водиме и на крајот изгубивме со два разлика. Еве дали се осети она подобрување во однос на ракометниот клуб со оглед на тоа дека веќе играчи дојдоа и од страна? Па да, али бевме добри, уигране добро, се функционираше, немавме проблеми со финансии, али Делчево и тогаш пушти на Радоиш и Радоиш отиде понатаму. Таму нас не тепа со еден разлика, со големи расправи, со тепање, со суди и така Радоиш отиде во таа лига. Овие играчи кои што влегле од други соседни градови овде да играат за ракометниот клуб во Пробишти, претпоставувам претходно играле во други клубови. Како оделе во тоа време тие трансфери? Колку чинеле? И па не знам за тоа, ние бевме само играчи, за тоа си беше председател Ивановиќ Владимир и Спасовски Бизе. За тоа не можам да ви кажам. Дали ќе сетите на некоја интересна случка што еве се случила на некој надпревар или можеби на гостински или на домашен терен? Па, не можам баш сега да се сетам за тоа, туку можам да ви кажам една работа. Кога тогаш за влегувањето во таа македонска лига на припреми бевме во Берово и Димитровски Киро као над 47 години равномерно со нас трчеше и тоа беше чудо, што да ви кажувам. А тогаш во таа полусезона ни беше тренер Драганчо, наставникот, не знам како се прозива, Трајчевски Драганчо, да. Еве дали би можеле да истакнете некои играчи од тоа време кои што биле дел од ракометниот клуб во Пробишти? Па да, има многу тие подобрите што беа. Тука е Благоевич Паун, Ацо Наковски и нормално живата легенда на ракометот во Пробишти Димитровски Киро. Од кога го знам јас за себе, тој е нон-стоп во ракометот. Од мали нозе што гледам ракомет, тој е капитен цело време и на тие постарите и на нас помладите. Дури ден денес се уште е вклучен во ракометот? Да, вклучен е во ракометот, во женскиот ракомет, па и малку му ја таму помагам на записничка маса, што можеме помагам. И па за жал ракометот како што почнавме во салата, така и завршивме 90-та година, згасна ракометот во Пробишти 90-та година. Еве зборуваме за период од 89-та до 90-та година. Рековте дека во 90-та година ракометниот клуб, машкиот ракометен клуб во Пробишти згаснува. Која е причината за сето тоа? Па причината е, пред тоа ви кажав, Методија Митевски Брицо тогаш згасна ко фирма. Општината немаше слух,
и игравме ние дали 90-91 игравме уште малку, така без пари, без ништо и пред тоа не сме взимали пари, ама немавме за превоз, за ручек, за опрема и Имаше ли некои интересенти кои што сака слободно да се јават како спонзори на тој ракометен клуб, да не сгасне за да продолжи и понатаму? па дали тогаш осамостојувањето на Македонија се деси тоа 90-91, дали тоа се изема за замав, не знам да ви кажам. Дали по денешно време пратите ракомет? Нон-стоп, ракометот ми е најомилен спорт во живот. Според кажувањата на Жика Ангеловик, машкиот ракомет во Пробиштип згаснува во 90-тите години. Ракометот во Пробиштип во текот на своите активности од неговите почетоци до овој период, за кој зборуваме, бележи прекини во своето постоење. Во 2001 година, според информациите на тогашните актуелни спортисти, се формира женски ракометен клуб под името Про Унија. За почетоците на овој женски ракометен клуб зборува Станко Савев. После моето активно откажување од ракометот, желбата ми беше да се формира женски ракометен клуб, не само женски ракометен клуб, и машки, кој што и ден денеска не е формирана, зашто, што и како е, дали младите треба да се така усогласат, да дојдат, да прашат, дај да формираме машки ракометен клуб, еве кој сега одбиката што е формирана. И сакаше нешто да направам, за да има од моје успомен за градот, женски ракометен клуб, формираме го со професорот Благој Стојановски, Баци по презиме, така ќе го кажеме, и заедно упорно работеме, јас ги водеше тренизите, а он тие документовани работи што и како е. Тоа беше 2001 година, баш најглавното жариште што беше 2001 година, сите го знаеме, војната. И со мој труд, 3 месеци работење, секојдневно тренинзи, работеме у малата сала, што е у браќа Милодиновци, и у септември почиња првенството, у втора македонска женска лига, и земамо фрлиме и на такмичење. Првата утакмица не беше у Никола Карев со Ѓевѓелија. Играме дома. И пошто нашто не е искуство на девојчињата, стра, ово, оно, и нормално дека утакмицата ќе ја изгубиме. И се постепено, како си они добива некој искуство, слободно, во, оно, и почнаа некои резултати да се покажуваат. Али тога и лигата беше многу јака. Сите беа пред нас, утакмичење, Струга, Тичево, Радовиш, од Скопје, имаше екипи, сите беа многу, мислам, спремни, не спремни, него со квалитет, појаки. Ние запливуваме прв пат у Републичка лига. Како се викаше клубот? А клубот се викаше Про Унија, се викаше, а прв председател на клубот женски, на Про Унија, беше Киро Кировски, директорот на јавното предпријатие што е Линден. И он не спонзорира, како, што, тоа беше, мислам, немаше јаки спонзорства, имаше ја потражено од некои главни овдека бизнисмени од градо, нешто да помогнат околу опрема, немаше опрема, мајчишки, што е, како е. И никој не се нафати и не пушти ништо од спонзорство. Дали се сеќавате на некои стакнати играчи од ракометот во тоа време? Од женскиот? Да. Па имаше, тоа беа се девојчиња средношколски, која беа втора година, трета година, имаше едно од 8 деление, али квалитет. Имаше тога и квалитет, али што нема искуство у ракомето. По моја проценка, за резултатите требаше да додат 5 години, 6 години. После резултатите да се доваѓат, да се победуваат дома, настрана да победуваат. И така. И последното смена на генерации, дојде тука кој одеа на факултет, која се маже, и
Така. Еве да направиме една споредба на ракометот од 2001 и од 74 година. Кога беше поголем интересот за овој спорт? Дали во 74 или во 2001? 74 година имаше многу публика. Тога беше поголем интерес за ракомето. А сега слаб е интересот. Што мислите, која е причината? Па не знам ти кажам која е причината. Не знам. Треба само работа. Работа и да се 10 девојчиња, 12 девојчиња да се у ракомето треба работа. Оти они се малце женскиот пол е како по тежок за нив. Дали еве девојчињата во тоа време беа заинтересирани да бидат дел од оваа екипа? Па имаше, заинтересираност имаше, али нема квалитет. Нема кој ќе видиш како трче, како се движе, самото, а како педагошки не можеш ти да му кажеш, не те бива за ракомет, ќе те биде за одбојка. И така, дојде еден тренинг, два тренинга, откажат се. И што се случи понатаму со женскиот ракометен клуб? Понатаму со женскиот ракометен клуб уште играт у лига, такмичат се у лига, али сега моментално пред тоа што кажат дека у моја време лигата беше јака, по проценка моја, сега лигата е послаба. Послаба, само со работа и упорност ќе бидат први за да улезат у прва ракометна лига на Македонија. Послаби екипи се сега. Тоа се генерации што се менјат и така. Еве што говорат искуствата? Која е едноставно вашата порака за овој спорт? Па моето искуство и пораката за ракометот, што повеќе девојчиња, мушкарци, така да ги кажеме, да се активират у спортот. Оти спортот многу и до нас. Многу и до нас. До нас и да речеме пренесува у некои години од својот живот, што ќе биде многу заштитена, мислам организмот ќе биде заштитен за тоа што спортувала. И дали од повреда, дали еве дешава се приликум од одење, падне, ќе се заштите. Ако не е спортувала, ќе падне како вреќе. За тоа, како продолжува да се развива ракометот во Пробишти понатаму, ќе имате можност да погледнете во следното издание на емисијата Спортот некогаш и денес, која е следниот петок во истиот термин во 19 часот и 30 минути. Не заборавајте да ги погледнете и репризните изданија од оваа емисија, која на програмата на телевизија Протол се во недела во 16 часот и во среда во 19:30. Следува уште една емисија која ќе биде посветена на ракометот во Пробишти во рамките на телевизискиот проект Спортот некогаш и денес, која ќе биде следниот петок. Ви благодариме што во изминатите минути бевте заедно со нас. Останете во добро расположение како и досега. Довидување и пријатно.